Денес Радовиш е напуштен град, Радовиш е осамен град. Младите го напуштија градот барајќи екзистенција надвор. И тоа се случува не само тука, туку низ целата држава. Во оваа прилика сакам да им се обратам на родителите од цела Македонија. Мораме да ги задржиме младите во државата, мораме да ги вратиме оние кои што ја напуштија. Тие бараат шанса. Државата планираме во следниот период на младите да им овозможи шанса за да отпочнат свој бизнис. Планираме за секој млад човек кој што ќе има добра идеја за почеток на бизнис да добие неповратни 10.000 евра помош од државата. Тоа не се кредити, младите нема да се задолжат и нема да бидат оптоварени. Државата е тука да помогне. Покрај парите, овие лица би добиле и просторни услови за работење, но и консултантска помош од искусни луѓе од соодветната област кои што треба да им помогнат во реализувањето на својата идеја. Главната цел, како што реков, мораме да ги здржиме младите во државата, мора да им дадеме шанса и на оние кои што ја напуштиле да можат да се вратат. Благодарам, ако имате прашања, повелете. Ми имавте средба во Јаргулица со жителите таму, зашто се разговаравте, ви се поплашили на нешто? Генерален проблем на сите земјоделци во државата го имаат и луѓето во Јаргулица. Ненавремената и селективна исплата на субвенциите таму е најголем проблем. Но огромен проблем нормално со и ниските откупни цени. И со нив се разговараше за да нашиот дополнителен заменик министер во Министерството за земјоделие Љупчо Николовски се обиде на обесправените, оние кои што по политичка линија им се држат, им се каснат субвенциите, да се обидеме да им помогнеме. Дополнително на луѓето им објаснивме кој е нашиот концепт за помош на земјоделците. Планираме да се формира интервентен фонд кој што на оние земјоделски култури кои што ќе бидат со ниски цени во одредена година, државата да им помогне за да имаат по-фер распределба на цената од профитот што го прават од земјоделските производи. Планираме исто така субвенциите покрај што се делат по површина, да ги делиме и по произведен килограм производ или грло добиток, што е далеку поефикасен начин, помотивирачки начин, но и начин на кој што ќе се спречат злоупотребите и криминалот кој што со субвенциите го спроведува оваа влада. Дали планирате Радовиш да направите фонд јазичен град? Апсолутно не.